Денеска се гости на општинава Прилеп и регионалната стопанска комора од Прилеп и пошироко. Нашите драги пријатели од општина Кавадарци, Неготино и Росоман и од регионалната стопанска комора на тој терен, со кои еве ова е втора веќе средба и не имам некајнив, ќе продолжиме со дискусии заеднички да ги бараме можните допирни точки за проширување на соработката помеѓу стопанските субјекти од овие два региони. И воедно денес веројатно ќе го актуализираме и прашањето движењата во стопанството во овие два региони на почетокот на ова година како вонредно интересантна тема, која денеска ќе нафрлам јас, бидејќи имаме доста случувања, пред се од невременски аспект во овој изминат период, кој што сакаме од разговорот кој ќе имаме заеднички да извлечеме корисни заклучоци кои што ќе доставиме до Стопанската комора на Република Македонија, до управниот одбор, кој понатаму по нив ќе превзема соодветни активности за доставување заклучоци од Комората на Република Македонија до повисоките инстанции во државава. Заедничко за двата региона се проблемите кои ги има. Со оние кои секојдневно живееме во стопанството, тие се најклучните за кои денеска ќе размениме своји мислења, а соработката се одбива на многу релации кај што има допирни точки меѓу стопанските субјекти и денешните меѓусебни разговори меѓу стопанствениците од оваа регионална стопанска комора и од Стопанската комора која покрива Кавадарци, Неготино и Росоман, ќе произлезат и други корисни кои што понатаму ќе ги развиваат билатерално стопанските раководители, односно раководителите на стопанските субјекти од двете општини. Најнапред да ве поздравиме сите прилепчани, сите представници на стопанските субјекти од Прилеп и пошироко. Јас сум почестен што сум гостин тука. Инаку тоа е само физички допирна точка меѓу Кавадарци и Прилеп. Бенефитот од плинот, од гасот го знаат сите. Тоа значи намалување на трошоците на двете стопанства, на сите субјекти кои што ќе бидат директно или индиректно поврзани, а секако долгорочно и за граѓаните кои што идните потреби на домаќинствата ќе ги задоволуваат со овој ефтин енергенс. Би сакал ова прилика да истакнам и тоа дека оваквите средби предонесуваат нашите врски со одредени наши пријатели да бидат врски на регионалната стопанска комора од Прилеп. Претходно имавме ваква слична средба со регионалната стопанска комора од Штип. Јас и тогаш истакнав дека Кавадарци минатата година се побратими со општина од Измир, во кое што е сместена индустријската зона на Измир и каде што има над 500 компании. Тоа се сигурно компании многу поголеми од овие нашите и имаат различни потреби и мораме да ги разгледуваме можностите заеднички да настапиме во корелација со нивните потреби, па и нивни заеднички пазари и така натаму и така натаму. Не само да купуваме ефтино, сега можеби и квалитетно турски производи, туку и да пласираме наши македонски производи во Турција, затоа што ни постојат веќе тие емоционални врски со Измир, каде што се најголемиот број од иселените македонци муслимани од времето кога беше тоа организирано во бивша Југославија. Тие луѓе, верували или не, ја сакаат Македонија, се уште се чувствуваат како македонци и оние емоционални врски треба само да ги претвориме во бизнис врски, а мислам дека турската економија која што граби напред може во иднина да ни помогне. Ова е само еден пример. Ние можеме тука да соработуваме заеднички и кон другите држави на Балканот и пошироко. Па и еве во последно време на територијата на Република Македонија имаме и заедничката мака, а тоа се катастрофалните резултати од измрзнувањата кои што фатија некои региони каде што измрзнувањата се 100%. Владата и во изминатиот период цело време апелира и дава одредени субвенции, меѓутоа тоа индивидуалните земјоделци не го почитуваат.
Непочитувањето на тоа значи намален род, намалени финансиски средства, слаба куповна моќ на нив, меѓутоа и на откупните компании кои што треба утре тој земјоделски производ да го преработат и да го претворат во финален производ. Имаме исто така одредени заеднички иницијативи во делот и на инфраструктурните потреби, меѓутоа сигурно стопанството и на во делот на одредени законски измени кои што ќе подобрат нивната работа и нивниот статус во општеството. Гасоводот веќе го помина Кавадарци и во тек е постапка за директно приклучување на овој гасовод на одредени големи компании како што е Дрекселмайер и Фени Индустри. Тука секако е ИГМ, кои што директно ќе бидат поврзани со овој гасовод, меѓутоа понатаму ќе бидат како втора фаза поврзани и сите други стопански субјекти како прв приоритет, а гасификација на самиот град на домаќинствата ќе оди преку концесија најверојатно кој што ќе биде процес кој што ќе го води државата и тука не знам ништо околу роковите и околу изведбата. Најнапред би сакал да се заблагодарам за гостопримството од страна на регионалната комора Прилеп, а во поглед на вашето прашање, проблемите се оние со кои што се соочуваат сите компании во Република Македонија. Тоа е намалена ликвидност на предпријатијата, која што придонесува за лошите состојби во моментот. Меѓутоа, денеска на оваа седница ќе се постават одредени точки на дневен ред, по кои што ќе разговараме, како што каже и самиот председател, во точка разно ќе вметнеме некои теми во кои што ќе се разговараме и се надеваме дека на крајот ќе изнесеме заеднички заклучоци кои ќе бидат доставени до Стопанската комора во Скопје, кои понатаму ќе преземат иницијатива за реализација на овие наши заклучоци. Видете, најголеми причини се можеби во овој момент немањето доволно средства во поглед на развивање на планираните инвестиции. Во овој момент ситуацијата е таква каква што е, но се надеваме дека наскоро ќе се надминат овие проблеми, ќе се решат проблемите кои што ги тежнеат над сите и во иднина ќе немаме никаков проблем во постапувањето по зацртаните инвестиции, планови и идеи. Задоволство е денеска што по втор пат се организира една ваква средба на регионалните стопански комори на Прилеп и регионот и Кавадарци и Тиквешијата. Ланската година имавме иста ваква средба во Кавадарци, меѓутоа е возвратно во организација на регионалната стопанска комора и локална самоуправа Прилеп. Присутни ни се општината и бизнис секторот од Кавадарци во нашата општина. Ќе се разговара за тековни проблеми околу локалните економии, можноста за соработка на бизнис секторот од Тиквешијата и овај дел на Пелагонија и исто така голема придобивка е да нагласам што во однос на домашните и странските компании, посебно на инвеститорите, уште повеќе се зголемува конкурентната способност на овој регион со изградбата на експресниот пат кој што води преку Плетвар, меѓутоа и гасификацијата на овај регион. Ние ќе дискутираме на многу теми, има навистина многу можности за подобрување на соработката на нашите и нивните компании, локалните самоуправи веќе имаме поставена одлична соработка за одредени проекти, дури имаме аплицирано на прекугранична соработка и така натаму, што значи навистина ќе има плодна дискусија и ова нема да биде последна средба. Вакви средби како локална самоуправа, бизнис сектор и регионалната стопанска комора планираме не само со ова регионална стопанска комора од Кавадарци, туку и со другите соседни Битола, Кичево и така натаму. Посебно ми е драг овај крај Кавадарци, пошто комора би имале заеднички, така да секогаш во соработка и како бизнис сектор, меѓутоа и како луѓе, а со тој отворење на нови работни места. На вистина 7-8 години на еден состанок произлезе една одлична иницијатива, два краишта и воопшто во Македонија и една од тогашните комори во Република Македонија, кои што ќе представаме. Поздравам да се чувствувате како дома и да развиваме една плодна дискусија на овој состанок. Благодарам. Целите два региони. Ги
ги гледаме илустрациите тука в Турција. Ова е само како пример. И уште една работа. Како стопанство и кавадарци и тој дел на тиквешијата и ова што го има прилепи. Поздравам да се чувствувате како дома и да развиваме една плодна дискусија на овој состанок. Благодарам. Поевтини енергенси. Земјоделието, секако тоа ќе се рефлектира и врз оние кои што